Почитувани добровечер. Гостин во вечерашнава емисија Став е професор доктор Љупчо Ристовски, председател на Интегра, Македонска конзервативна партија. Господин Ристовски, добровечер и благодарам што ја прифативте поканата да бидете гостин вечерва во емисијата. Добровечер и поздрав до вашите гледачи. Еве се формираше нова политичка партија на политичката сцена во државава. Да ве прашам, господине Ристовски, од каде потребата да се формира Интегра во овој момент? Интегра, Македонска конзервативна партија, е резултат на континуираниот пат на нацијата и на државата овие скоро 3 децении. Значи, Македонија тоне во изминативе 3 децении. Имаме бројни показатели во таа насока. Значи, ако сакате да започнеме од вкупниот долг на државата, кој што веќе ги премина непристојните 50% од бруто домашниот производ, се движи некаде до 54% и нема перспектива да запре. Затоа што очигледно врските на државата се огромни. Огромни се тие месечни транши што треба да ги враќаме претходните долгови, огромно е нивото на задолжување на државата. Тоа не ветува некоја посебна перспектива дека ќе отворите развојни можности, дека ќе го ставите во функцијата економски замаец за да може стандардот на населението да расте. Од тука може слободно да цените дека платата од 500 евра беше фейк ньюс на владата на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, стандардот на нацијата паѓа континуирано веќе 3 децении, немаме поместување од мртва точка ниту со едната гарнитура, ниту со другата гарнитура. Од тука потребата за оваа црно-бела слика, политичка слика да се промени е насушна за Македонија. Не е само делот на надворешното и внатрешно задолжување на државата. Значи, стопанството нема здив, тоа е товарено премногу. Значи, чувствува јарем во финансиска смисла. Чувствува една силна пресија од страна на државата. Државата има јавното нацијата, го има јавното бизнисот. Имате постојано притисоци со инспекции, со казни, со закани, со уцени, со сеење стравови, високо ниво на корупција. Имате сериозен рекет на сцена. Бројот на убиства и самоубиства расте во државата. Че овој процес на бескрајна транзиција стана норма на живење во Македонија веќе 3-та деценија. Младите се иселија од државата, значи тоа покажува една силна безперспективност. Значи нацијата е разочарана, поготово после овој процес на внатрешни уставни промени околу промена на уставното име. Република Македонија е сериозна разочараност кај нацијата. Нацијата е падната во депресија. Јас често пати велам, тоа е една отворена рана која што крвари, е подложена на инфекција. Знаете, тоа е еден страшен период во кој што последиците ние допрва ќе ги чувствуваме. И од тука ценевме дека секој добронамерен граѓанин кој што чувствува дека има потенцијал да изнесе на политичката сцена една нова политичка визија, кој што чувствува дека има сила во него да направи исчекор во смисла да биде додадена вредност во процесите кои што ќе следат, процеси на запирање на сеопштото пропагање на нацијата и на државата, но и да понуди известна перспектива во секој сегмент, во ресор кој што тој го владее од својата експертиза и така натаму. Решивме една група на врвни интелектуалци од државата да ги засукаме ракавите на сериозна возраст, на средна возраст. Имаме и еден сегмент на млади луѓе кои што се високи професионалци, високо образовани и така натаму, да секој во својата област партнерски влеземе во процесите и секој во полн лидерски капацитет да станеме еден вид додадена вредност за нацијата и за државата во политичките процеси кои што ќе следат. Социјалдемократскиот сојуз, јас го нарекувам веќе сосема одговорно на Северна Македонија, и тие треба одважно да го сменат своето име во СДССМ, затоа што тие ни го потураат името Северна Македонија како нешто најнормално, тие се гордеат со тоа, се дичат со тоа. Ако е тоа додадена вредност за нацијата и за државата, тоа треба да биде и додадена вредност за партијата и треба веќе час поскоро тие да направат промена во нивниот статут и да се усогласат согласно уставното име. Не да се кријат сега, знаејќи дека јавноста не го прифаќа уставното име Северна Македонија, и тие не го ставаат во партијата затоа што цена дека тоа ќе биде сидро на било какви избори и така натаму. Не. Ако тие стојат за уставните промени и за новото уставно име Северна Македонија, тие треба да си го внесат во името на партијата.
И сосем одважно и гордо како што тоа го, нели, кажува дека е добро за државата, нека кажува дека е тоа добро и за нивната партија, па да видиме како ќе поминат на следните избори. Ако бегаат од промената на името, тогаш тие очигледно признаваат дека направиле тешка глупост, која што има историска тежина со внатрешните уставни амандмански, нели, измени околу уставното име Република Македонија. Значи имаме премногу аргументи во рака за да, нели, не седеме на страна, да ја напуштиме зоната на комфорт кој што сите од овие врвни професионалци и во претседателството и во лидерскиот тим во Централниот комитет на партијата, кој што се повеќе од 15 на врвни професорски имиња, кој што и доктори на науки, врвни интелектуалци, значи имаме 15 на магистри, имаме 15 на врвни професионалци од разни области, значи имаме една сериозна екипа на средна возраст која што одлучила да се одважи да излезе од зоната на комфорт, да сподели својата кариера со нацијата и државата, а не допрва да гради своја кариера или да влезе заради своите 5 минути во политиката. Значи ние решивме да направиме исчекор едноставно, да се одважиме храбро да излеземе на политичката сцена со нова политичка визија, патем програмската платформа на Интегра, ја споделивме денес и со вас, ќе ја споделиме со кумановската јавност во сабота, кога имаме закажано средба со граѓани во културниот центар во Куманово, ми се чини во Кубус салата во сабота во 18 часот, ќе оствариме средба со граѓаните, ќе, нели, ги споделиме нашите размислувања, ќе објавиме програмската платформа, ќе разговараме за неа, ќе размениме мислење со, нели, кумановската публика и ќе дадеме шанса и можност и таа да биде додадена вредност на свој начин, да ни се придружи во овие процеси кои што ние сакаме да ги наметнеме на политичката сцена во Македонија на еден чесен, искрен, одважен начин, да едноставно заеднички продолжиме партнерски во процесите кои што ќе следат на политичката сцена. Така, кои се целите и заложбите на Интегра? Во една прилика јавно кажавте дека Интегра ќе го врати достоинството на нашиот народ и побаравте извинување од СДСМ и владата за нарушеното достоинство на македонскиот народ. Дали се уште стоите на овој став? Апсолутно. Интегра, Македонска конзервативна партија, е своевиден одговор на крикот на нацијата дека националното достоинство на македонецот е чепнато во сршта. Значи, достоинството на нацијата е нарушено, не само од овие економски назадувања, него и од ова национално, бесрамно рушење на достоинството на македонецот. Да не можете вие не само во собствената држава слободно да го употребувате името Македонија и придавката македонски и да се наречете себе си македонец, дека говорите македонски јазик, него тоа го дозволивме ние, еден премиер, министри во владата да се плашат да го употреба зборот Македонија, македонци и македонски јазик. Мислам, тоа го дочекавме на прагот на третата деценија во 21. век, кога Македонија има веќе 3 децении скоро своја независност, самостојност, кога македонците треба да видат свој на своето во својата татковина. И ние дозволивме сега премиерот и министрите и владата, значи тоа е една бесрамна ситуација, нацијата е ставена во една ужасна ситуација да, мислам, нивните, нели, политички елити и власти се сплашат да го употреба зборот Македонија, македонец и македонски јазик на меѓународна сцена, никако. Дури доживеавме и министерот за надворешни работи Димитров да каже дека македонците кои што живеат во Северна Грција и кои што се идентификуваат себе си во етничка смисла како македонци и кои што го говорат нашиот јазик, да го рече дека тоа не е наш јазик, дека тоа не е истиот јазик со македонскиот јазик. Поголемо велепредавство на јавна сцена не е видено. И ние треба да сме свесни да се соочиме директно со таа ситуација. Тие македонци таму се македонци. Ако тие самите за себе велат дека се македонци, кога говорат нашиот јазик, ако се радуваат, пеат песни, ора и игри на македонски јазик, ако едноставно дома говорат на македонски, на мајчин јазик, тогаш тие се наши браќа и сестри, немаме право ние да се откажеме. Во историски контекст тоа е велепредавство. Ние не смееме, македонската нација, дали е во рамките на Македонија или надвор од Македонија, е македонска нација. И ние треба да сме сплотени, треба да се држиме едни со други. И ова е велепредавство. Сакале они да го крстат поинаку или не, во име и во интерес за, не знам, членство во Европска унија или во НАТО, кое што, да речеме, прашање за Европска унија, дали ќе дојде и кога ќе дојде. Не можете вие на безвремена идеја да продадете толку ефтино заради времена идеја членство во Европска унија и така натаму. Поготоа што ние не бевме притискани тоа да го направиме. Фама беше и уште една фейк
фейк политика е таа со која што ви вела дека не може да влезете во Европска унија или во НАТО, морате да го промените уставното име. Не е точно, тоа беше предмет на разговори и преговори. Значи, резолуцијата 845 и 817 од Обединетите нации не бараше ни устав да менуваме. Кој не бараше нас устав? Ниту Брисел некогаш побара ни устав да смениме, не. Тоа го бараше Грција и тоа беше умешност на преговори. Ако не знаете да преговарате, требаше да се изместите од политичката сцена. И требаше да најдеме нова политичка гарнитура која ќе умееше да го испреговара тој процес. Имаше начин да се испреговара, ама требаше знаење, умење, одважност, вештини, храброст. Требаше политичката наука да се го земе во свој раце, но за жал ние немаме политичката наука во Македонија. Ние дозволивме државниот универзитет Кирил и Методи 50 и кусур години да постои, повеќе од 70 години да постои, а да немаме факултет за политички науки на универзитетот. Ние имаме сега циклус на политички студии од 3 години во рамки на правниот факултет на УКИМ, што е трагедија во национална смисла. Јас интервенирам неколку пати и до ректорот поднесував иницијатива, предлог дека мора да постои факултет за политички науки. Ајнштајн рекол дека политиката е посложена од физиката. Ако за физиката ви треба знаење, наука, истражувања, тогаш за политичките науки многу повеќе ќе ви треба знаење и истражувања, ако сакате да имате настамените политика, на достоинствена политика, ако сакате да имате учени луѓе од областа на политички науки да ја вода државата и нацијата, треба струката да си го заземе своето место, треба науката да си го заземе своето место. Политичката емпирија, практиките во светски рамки се сијасет на можности, едноставно океан на можности каде вие можете да најдете милион начини како да го испреговарате спорот со Грција, како да позиционирате Македонија на меѓународната сцена во новите геополитики и геостратегии. Но за жал, ниту СДСМ, ниту ВМРО ДПМ не извадија на сцена кадровски потенцијал кој што умее да се носи со предизвиците од третата декада на 21 век. Но затоа е тука интегра и ние ќе се бориме да вратиме надежта на нацијата, да покажеме дека македонскиот народ има и ум, и знаење, и интелектуален потенцијал, и кадровски потенцијал за кој што искрено можам без претенциозност да кажам дека СДСМ и ВМРО ДПМ не може да го сонуваат или го сонувале овие 30 на години. Значи, ова се морални столбови, високи професионалци во своите области. Имаме програмска платформа која што е врв во светската теорија и емпириските практики. И имаме честни, искрени намери и јас велам, дури моите зборови ништо нека не им значат на вашите гледачи и на нацијата. Поделата нека познаат дали нашиот збор ќе тежи како планина или ќе биде уште еден пердув во политичкиот простор на политичката сцена. Ако процена дека по првите чекори, по првите дела покажеме дека ние не се стоиме на зборот и дека сме исти како сите останати, тогаш воопшто нека не заборават како политичка партија, нека не снема од политичката сцена на било кој наредни избори. Но јас ви гарантирам, јас прво сум застанал пред Господ за оваа работа. Со случил завет со Бога, дека од сето срце, со сета душа, сила и разум ќе работиме во име и за сметка на нацијата, во име и за сметка на овој разочаран граѓанин кој што ја ведне главата после 15 зашто не може да си го прехрани семејството. Значи, оди исправено само 15 на дена додека му трае платата. После 15-тиот ден се со наведнати глави разочарани возрастни, зрели македонски граѓани кои што знаат што сакаат во својот живот, едноставно не можат да си го прехранат своето семејство, не можат да одговорат на потребите, на амбицијата на нивните деца, па им се иселуваат и така натаму. Ние правиме разочарана генерација на граѓани. Македонија е доведена на едно ниво на кое што искрено да ви кажам, дури ми е срам да погледнам во огледало. Значи, голем греф ќе биде ако интелектуалната елита, ако потенцијалот на нацијата не успееме да го анимираме и да го врземе за интегра за ова нова политичка визија кој понатаму си останал во зона на комфор еден дел од нив и ако понатаму гледаат излез надвор од татковината. Оти знаете и библиски е тој кој што го напушта своето гнездо е исто тој кој што ја напушта татковината исто како птицата која го напушта своето гнездо. Ние секој пат мора да гледаме назад на татковината, ако ја ставиме татковината на цедило, ако секој од нас не стави прст на чело и не рече ајде јас да бидам додадена вредност за мојата нација и за мојата држава, ајде се што е мој личен потенцијал да го извадам на површина, тогаш ништо не сме направиле, тогаш ние не сме достојни да имаме своја држава и своја нација. Но Господ еве ни дал да имаме држава и нација, ни дал да живееме слобода и ние мора да ги засукаме ракавите и ние имаме проект Метаноја со кој што буквално ја каниме нацијата партнерски, се што е потенцијал на нацијата партнерски со интегра, да го изнесеме на јавна сцена нашиот личен потенцијал, да едноставно нона индивидуа која што е на улиците, сега со нарушено достоинство, да ја крене главата, такво и логото ако сакате да го погледнете.
таков и грбот на партијата, каде што има голема символика, да таа индивидуа едноставно почне да размислува за својот личен потенцијал, да го изнесе на јавна сцена. Во тој контекст државата мора да биде мини држава. Местото на државата е во ќошот, кротка, смирена, мирна, да не му се товари на граѓанинот, да не се товари на бизнисите. Таа треба да биде слуга на народот, таа треба да биде позиционирана во ќошот. Сите дискрециони права на премиер, на министри мора да бидат одземени и ние имаме идеален начин како тоа да го направиме. Нашата идеологија е конзервативна идеологија, се држи до оние безвремени вредности и оној библиски концепт правете му го на другиот тоа кој сакате да ви го прават. Таа е вредностна либертаријанска во смисла дека слободата на индивидуата мора да биде на површина. Слободата на духот на индивидуата на сцена, слободата на духот на нацијата на сцена, без ограничување, без притисок. Во тој модел државата мора да е само backbone, еден рбет кој што исправено ќе го држи организмот, да тој може самиот да функционира безпрекорно. Вие и денес имате влади, земете белгиската влада пред некое време, шпанската влада, без влада, шпанската држава, без влада функционираат безпрекорно и правуваат високи стапки на раст. Че владата во Македонија се товари непотребно. Таа едноставно не знае да води држава. Ниту претходната гарнитура, ниту ова гарнитура. За држава треба знаење, за држава треба умење и за држава да водите треба љубов кон својот народ. Љубов кон овие разочарани лица на улица кои што ја изгубија пред многу години својата насмевка од лицата. Че ние имаме многу за работа. Едноставно Интегра се позиционира на политичката сцена и против едните и против другите, но не против. Ние сме за нов пат во Македонија. Значи овој нов пат ќе значи дека конечно ќе ги тргнеме шепите на Социјалдемократскиот сојуз од џебовите на граѓаните. Кога год да владеат во сите изборни циклуси во овие 3 децении, Социјалдемократскиот сојуз очите му се вперени во џебовите на граѓаните. Ако некој има повеќе да му земе, зашто да има повеќе? Тоа е љубомора, тоа е завидливост, тоа е злоба на јавна сцена. Вие имате немоќ на јавна сцена да не создадете нова додадена вредност за општеството. Значи не знаете како економскиот замаец да го покренете и нонстоп во даноците ви е паметот. Како да земете што повеќе од бизнисите, како да земете што повеќе од граѓаните, како да го изрекетирате бизнисот повеќе, не знаете како да создадете нова вредност. Очекувате се некој друг да ви даде. И тоа е лош модел, тој модел води во пропаст. И ќе ги тргнеме очите на ВМРО ДПМН на спалните соби на луѓето. Со 2 мандата тие кога владеат, нонстоп имаме афери за прислушување, нонстоп очите им се сперени во животите на луѓето, со која цел? За да ги контролираат и да им се наметнат тие како јарем, за да едноставно луѓето не бидат слободни и да не мислат на глупостите на власта, него да се бават самите со себе и со своите проблеми, да тонат се повеќе и повеќе. Тие им постава постојано сидро на луѓето да не може да кренат главата и да живеат најнормално. Имаше закани, притисоци, уцини, сеење на страв. Пребројте ги колку фирми во Куманово се изрекетирани во тие 11 години од владење и во претходните 4 години владење. Значи сем со рекет и со закан на уцени, притисок, ниту ВМРО ДПМН, ниту Социјалдемократскиот сојуз на Северна Македонија не знаат како поинаку да владеат. И ние оваа црно-бела глупост мора да ја прекинеме. Мора да ја прекинеме таа црно-бела глупост. Ако тоа сега не го сториме на следниве предвремени парламентарни избори, никогаш повеќе не ќе има шанса македонецот да постане свој на својата татковина. Во контекст на ова што го зборувате и моето следно прашање, според вас што е она што ги поврзува СДСМ и ВМРО ДПМН како политички партии, а пошто вие како Интегра се разликувате од нив? Злото е тоа што ги поврзува. Никој не владееше со љубовта за својот народ. Интегра излезе на политичката сцена како новиот бастион на македонската идеја. Ние излегуваме и не се срамиме да кажеме јавно дека ние сме национална партија. Партија која што ќе се грижи за македонското национално единство, која што ќе работи на сплотеност на нацијата, која што ќе работи против сите делби внатре во македонската нација, во македонското национално ткиво, против сеење на раздори помеѓу браќа, што е една од најомразените работи на Господа. Но исто така Интегра е додадена вредност во македонскиот политички амбиент и со тоа што вели дека секоја душа човечка која што е родена, која што чекори и твори на ова парче света македонска земја е добредојдена и за неа постои Македонија. Ние имаме споделен политички суверенитет и со албанската етничка заедница, и со останатите малцински етнички групи и така натаму. Внимавате дека јас
јас многу внимам на ова политичка терминологија која што е согласно политичките науки и така натаму. Нормално сите светски практики кои што се позитивни во тој контекст на идентитетски права, јазични идентитетски права и така натаму ќе бидат прогредирани до максимум, но знаете слободата подразбира овој вредносен либертаријански модел да унапредувате до граница до која можете евентуално да бидете опасност да загрозите слободата на другиот до вас. И нормално, ако ја прогредираме слободата на другиот до нас, треба да се внимава да не ја загрози нашата слобода. Моето добро може да оди до граница, да не го загрози доброто на другиот до мене и обратно, доброто на другиот до мене не смее да го загрози моето добро. Оттука, правото идентитетско на било која заедница или малцинска етничка група ќе оди до граница до која може да се почувствува другиот загрозен од напредување на таквото право. Оттука македонците имаат сосема легално и легитимно право да бараат да бидат носечки државотворен елемент на Македонија. Значи, државноста и државотворноста на македонскиот народ е дефинирана и во преамбулата на Уставот, дури и сега после амандманските измени. И тука никој не треба да има против. Никој, ниту албанската етничка заедница, ниту останатите малцински групи. Македонецот има право да има своја татковина и да ја чувствува Македонија како своја татковина и да се чувствува како државотворен народ во својата татковина. Тоа не го загрозува правото на ниту еден друг кој што живее во Македонија. Ние со расширени раце, ако имате љубов за својот народ, ќе имате љубов и за другиот. Ако ја немате за сопствениот народ, ја немате за никого. Значи, љубовта кон својот народ е она што не разликува од Социјалдемократскиот сојуз на Северна Македонија и од ВМРО ДПМН. Од и тие две партии, дури и сега, во услови на толкава разединеност, го игра тангото со ѓаволот. Заедно се во се. Си ги споделуваат криминално украдените пари од овој народ. Затоа овој народ оди со наведната глава после 15 дена во месецот. Затоа што едните и другите непримерено краделе. 30 години во Македонија, повеќе од 30 милиарди, според последните проценки, го чекаме последниот извештај, некаде 33 милиарди долари се излесени во овие 3 децении од Македонија, од джебовите на граѓаните. За толку македонскиот народ е осиромашен. Знаете дека Социјалдемократскиот сојуз си ја носи стигмата на криминалната приватизација. 200.000 народ остави на улица без око да им трепне. Бројни семејства беа затворени, бројни самоубиства се извршија. Нацијата потона во тој период. Народот нема да го заборави. Тука сме ние како интегра да ги подсетиме дека тој грев го има Социјалдемократскиот сојуз. Неуспешно се извини Социјалдемократскиот сојуз за тој период. Продолжи со истите практики, покажа по делата дека, знаете, истите луѓе со исти рутини и навики, ако ве внеле во една пропаст, истите луѓе со истите рутини и навики не може да ве изнесат од таа пропаст. Тоа и за нас важи. Секој од нас, ако со истите навики и рутини влеземе во една глупост, не можеме со истите навики и рутини да излеземе од таа глупост. Мора да настане промена. Проектот Метаноја на Интегра нуди промена на мајндсетот на нацијата, поинаков пристап. Да не чекаме дека државата може да ни даде. Нема држава на планетава. Ова одговорно го тврдам пред кумановската јавност која што дала џабе некому. Ниту субвенциите се џабе. Нема ништо џабе, државата не дава за џабе. Државата си го наплаќа двоструко, троструко преку 60 кривини и милион законски, подзаконски акти, правилници и така натаму и на крај, ако случајно не успеала, рекето доаѓа на цена. Секој пат ќе ви го земе тоа што ви е дадено џабе. Од тука нацијата мора да свати дека мора да го изнесе својот личен потенцијал на површина, а државата треба да биде подадена рака, потпора за да може тој да го изнесе тој потенцијал, да биде додадена вредност за него лично, за неговото семејство, а потоа и за нацијата и за државата. Значи перспектива и со едниви и со другите не видовме. Заедно се во злото, го играат тангото со ѓаволот, од тука Интегра се појавува на сцената независно, на крај памет не ние да го задржиме СДСМ на власт или да го вратиме ВМРО ДПМН на власт. Ние градиме своја независна позиција. Имаме извонредна политичка визија која што ја немале до сега ниту една од партиите, таа е нова политичка визија, врв во светската теорија и емпириски практики. Имаме чесен, искрен однос, завет со Бога имаме, пред избори ќе склучиме завет со нацијата, дека се што сме ветиле во програмската платформа до еден збор ќе го исполниме и ќе работиме партнерски со нацијата, да го возбуркаме крвниот запис на нацијата, да го разбудиме лавовскиот запис крвен на нацијата. Македонецот били ќе биде горд, стаменит и достоинствен. Ние ќе го вратиме достоинството на македонецот. Тоа го ветуваме и сега пред кумановчани и пред целата македонска јавност, ќе се бориме до последен здив да го вратиме достоинството на македонецот.
без да го повредиме достоинството и чувството, значи сосема едно праведно, правично решение, еден праведен и правичен пристап. Имаме во платформата 60 решенија во сите правци, можеме да разговараме во детали ако сакате. Значи тоа е она што нас ќе не одвои и од едните и од другите и ќе не позиционира во една независна позиција. Гаранција за тоа е и лидерскиот тим кој што се навистина врвни професионалци, кои што се морални солбови во своите средини, кои што навистина знаат и умеат како сите заедно партнерски да го вратиме достоинството на македонецот, на македонската нација и на државата, да со крената глава излеземе надвор во светот и кажеме дека еве и македонците и Македонија знаат и можат и умеат и подобро и повеќе и поубаво. Господине Ристовски, според ова што го кажавте, очекувате и најавувате дека Интегра ќе ја промени црно-белата слика на политичката сцена во државата. Се однесува ли ова и на следните парламентарни избори? Како ќе се подготвувате? Ние сме апсолутно убедени дека на следните предвремени парламентарни избори ќе настане промена на црно-белата политичка карта во Македонија. Значи, ние ќе дадеме се од себе, искрено и честно ќе пристапиме на нацијата, со отворено срце, со подадена рака. Значи, со сето срце, душа и разум ќе направиме се што е во наша моќ да направиме пресврт на политичката сцена. Значи, независни сме и од едните и од другите. Зад Интегра не стои ниту една безбедносна служба од дома и од надвор. Значи, чисти сме во секој поглед. Имаме политичка визија, имаме лидерски тим, имаме честни и искрени намери. Нашиот збор, значи, оставаме, влеваме доверба кај нацијата секаде каде што правиме средби со граѓани низ Македонија, довербата на нацијата во нашиве анализи и размислување, во нашава програмска платформа, во нашава политичка визија расте. Значи, интересот на нацијата расте. И ние сме убедени, значи ќе продолжиме смело и храбро со овој процес, апостолскиот модел, тет-а-тет, разговори со граѓаните, ќе го продолжиме, ќе бидеме медиумски силно присутни, имаме врвна екипа на професионалци кои што работат на брендирањето на Интегра, на символиката во јавност и така натаму, значи сите аспекти се запазени, што тоа значи една политичка кампања, што науката вели за таква една кампања. И ние немаме комплекси, не патиме од авторитети, знаеме што сакаме, знаеме во кој правец одиме, искуство не ни недостасува. Значи, јас лошо е да зборувам за себе, но моите 3 дипломи, знаете, 2 докторати, докторските студии од Америка, 15 годишното искуство во владата, во професионалниот дел на администрација како државен советник, е сериозна институционална меморија, сум работел и со едните и со другите политички гарнитури, ги знам слабостите и глупостите и на едните и на другите, знам каде забегуваат едните и другите. Лорд Дектон безброј пати бил во право дека власта сама по себе корумпира, апсолутната власт апсолутно корумпира. Знам каде им беа критичните точки. Точно знам кои идеолошки решенија не би сакале тие да ги прифатат. Знаете која е болка во политичкиот систем во Македонија, што нито една политичка партија досега, дали е парламентарна или вон парламентарна и претходно и сега, никогаш не понудија чиста политичка идеологија. Ке речете денес за политичката теорија немате чисти идеологија, има секогаш мешавина, да, но имате еден јасен правец. Не можете вие да сеете мешано семе, имате многу земјоделци во овој крај и тие добро знаат дека само здраво семе може да даде добри плодови. Ако посеете лошо семе, тогаш многу ќе имате троскот. Нема да имате плодови такви како што вие очекувате. Бројни фармери низ Македонија, бројни земјоделци заради погрешен расад или погрешно семе добиле промашен род. Значи, многу е важно ние какво семе ќе сееме како политички партии преку своите политички идеологии во политичкиот систем, за да ние добиеме здрави плодови. ВМРО ДПМН никогаш не понуди чиста идеологија. Социјалдемократскиот сојуз на Северна Македонија уште помалку. Знаете, тоа е една збирштина од идеологија, една збирштина од решенија кои што се повеќе дневна политика и кај едните и кај другите. Ние настапуваме со заокружен концепт на конзервативна вредност на либертаријанска идеологија. Да го доближам тоа до гледачите, до граѓаните на Куманово, до македонската јавност. Ако вас ви кажеме дека индивидуата ќе биде највисоко на општествениот пиедестал, дека се незе ќе биде подредено, значи на поединецот, дека цела држава ќе функционира, ќе пулсира во име и за сметка на таа индивидуа, автоматски треба да знаете дека државата ќе ја изместиме од тежиштето од центарот. Државата ќе ја ставиме во ќош. Ние сме единствена партија која што бара уште во предизборието
да се одземат дискреционите права на премиерот, на вице-премиерите и на министрите за управување со капиталните инвестиции и со субвенциите. Тоа се тие два сегмента, две компоненти каде што сите брцаат во кантата со мет, и премиерот, и вице-премиерите, и министрите, и не се одвикнаа од таа навика. Тоа е лоша навика. Да го крадете собствениот народ е ужасно лоша навика, и второ е проклетство за семејството и за генерациите после нив. Библиско проклетство, тоа пророштво е во Библијата дадено. Значи тоа е проклетство кое со генерации ќе им се одрази. И ние нудиме идеални решенија во тој дел како да ги вратиме криминалните пари од кои што се изнесени во финансиски вараи дестинации изминативе 30 години. Ако сакате може да говориме во детали и за тоа решение, ми се чини дека ќе биде многу атрактивно за граѓанството. Еве да идеме едно оперативно ниво по-конкретно. Значи ние имаме проект Захеј кој што треба да стане закон. Значи со државен закон директно ќе интервенираме во делот на поврат на овие криминално украдени 30 милијарди долари од македонските граѓани, од џебовите на македонскиот граѓанин. Како? Сигурно Путин и Ердоган не успеа со сила, не успеа со репресија. Тие вратија неколку милијарди, но дадоа рок дека, не знам, 10 години не смеат парите да излезат надвор и ги изрекетираа во тие 10 години и тој процес пласна. Никој не успеа во овој сет на источни транзицијски држави да ги поврати тие криминално изнесени пари по разни светски финансиски рај дестинации. Интегра нуди идеално решение, тоа е проектот Захеј, кој што е извлечен од пораката која што ни ја дава Евангелието според Лука 19 глава 7 стих, каде што Исус се среќава со даночникот, со цариникот Захеј, кој што е корумпиран, криминалец, безпримерено богат, кој што крадел од секого од кој стигнал, кој што земал се што можел да земе од народот околу него. Сите го мразеле, имале страшна омраза луѓето околу него. Но масата народ, толпата го следела Исус и тој му вели на Захеј, симни се. И Захеј ја слуша пораката од Исус дека Исус сака да дојде во неговиот дом. Тој вели, јас не сум достоен да те примам во мојот дом, зашто знае дека крадел, дека има сериозен грев во однос на својата нација и својот народ. И од една совеста проработува кај Захеј и вели, се што сум украл, значи половина ќе вратам на сиромасите и таму каде што има потреба, ако некому неправедно сум земал четворостуко, ќе вратам. Милоста го скрши срцето на еден тврдокорен, еден безмилосен Захеј. И Исус без размислување вели, спасението дојде во твојот дом. Од тука проектот Захеј ќе даде време на милост со закон, 90 дена. Сите што изнеле криминални долари се знаат кои се, патем ние го имаме тој список на луѓето кој колку пари и каде на која дестинација е изнел. Тој список го има и Народна банка, го има Светска банка, го има Global Financial Integrity, го имаме и ние. Значи да не мисля дека немаме податок кој колку и каде држи во моментов пари по светскиве дестинации. Каде год да ги изместуваат, парите имаат во економијата се вели traceability, следственост. Ќе добија шанса 90 дена да ги вратат во Македонија до $1 на своји приватни фишер инвестициски фондови кои што и сега ги имаме во системот, кои што може да ги развиеме алфа, бета, гама, делта за секој поединечен. Тие ќе бидат подписници на своите сметки, парите ќе ги вратат на своја сметка, државата од буџет нема да ги оданочи, формираме посебен фонд македонски инвестиции, МЕИН, и тој фонд ќе биде исто така приватно јавно партнерство, управуван од меѓународен борд на директори, 15-тина, врвни светски професионалци, не нужно странци, че може да бидат и македонци што успеале во светот, што се успешни и дома, каде што председател на надзорниот одбор ќе биде премиерот на владата и сите ќе бидат задолжени по моделот contribution in kind да гарантираат 1/3, 33,3% во фондот, како гратис, како град, значи го враќаат од народот за народот. Втората третина задолжително согласно законот, тој што ќе потпише договор, ќе мора приватно јавно партнерство да влезе со државата, а третата третина е негова, чисти, значи оданочени пари, може да ги изнесе надвор, да се ги зачува тука што сака, може да прави со нив. Значи ќе добие шанса во времето на милост до $1 да ги врати во Македонија. Ако не врати, по истекот на тие 90 дена на меѓународен тендер, државата ќе распише конкурс и ќе најми неколку така наречени финансиски загари кои што и веќе сега постојат на светската финансиска сцена, кои што точно знаат, имаат врски во CIA, MI5, FBI, Интерпол, секаде низ светот,
согласно нашиве насоки, ќе ги најдеме парите до $1 и тогаш веќе државата го менува лицето од милост во репресивен апарат, тоа што е втората функција или второто лице на државата, доживотен затвор, целосна конфискација на имот од дома и надвор и забрана за водење бизнис 3 генерации. Но што со овие пари што ќе ги вратиме во фондот? 1/3 од тие прибрани средства по сите основи ќе одат по принципот на ваучери за сите полнолетни граѓани во Македонија, од народот за народот, како извинување од владата, се надеваме од владата на интегра, извинување до нацијата за бескрајната транзиција, за криминалната приватизација, за нарушеното достоинство на нацијата во сиви изминати 3 децении. Ќе вратиме на народот. Овој проект ќе биде брзопотезен, значи уште во првите 100 дена екипи ќе работат да го распослат законското решение и да направиме пресврт во сваќањето на нацијата за улогата на државата и на тој начин ќе се обидеме да го вратиме доверието на нацијата, довербата на нацијата во државата и во институциите, што е едно од најтешките сидра во моментов. Фукујама во своето дело Доверба ја издигна довербата на нацијата во владите и во државите на ниво на економски фактор. Ако немате доверба, вие не можете економскиот замес да го покренете. Не можете нацијата да покренете, да твори, да создава и да има достигнувања и лични и за нацијата и за државата. Значи, во овој дел имаме уште еден масовен процес на трансформација на капиталните инвестиции во мега еквити фондови, кои што ќе влезат во фондот и трансформација на субвенциите во мини еквити фондови за мали и средни предпријатија кои што исто така ќе влезат во фондот. И од тука ќе понудиме на државната администрација и на јавната администрација шанса. Проценките се уште ги правиме економетриските модели, патем работиме со врвни економисти од дома и од надвор. Дастин Чемберс е еден од најобјаваните економисти во Америка, кој што редовно е на изслушување во подкомитетот за финансии и буџет во Сенатот на Америка. Патем кој има жена македонка која е во нашиот лидерски тим, 20 се професори на Мериленд универзитетот. Значи ќе работиме со нив на развивање на економетриски модели за да не го загрозиме нели системот. И во овие економетриски модели планираме се што е несуштинска дејност во државата од типот на МЕПСО, делови од ДЕЛЕМ, не знам транспорт, железница, не знам процесот на гасификација, соларни резервати, ветерници и така натаму, сето тоа ќе оди по моделот на приватно јавно партнерство. И од тука со 1/3 општествено богатство државата ќе привлече 2/3 приватен капитал. Значи инвестиции од надвор и од дома, не велиме само од надвор и од дома, значи ќе го покриеме за маесот на првата компонента од елементите за просперитет, од индексот за просперитет, кој што е нели бруто домашниот производ, ќе го драстично зголемиме, значи процентот на инвестиции во македонското стопанство и нормално растот на бруто домашниот производ, и тоа ќе создаде после 3 години. Третата година ќе создаде можност да буџетот го намалиме од 1/3 во бруто домашниот производ учеството на 1/4 во бруто домашниот производ. И за ова доправа ќе се прават точно економетриските модели. Имаме начин, реков, на државната јавна администрација ќе понудиме од 25 до 33.000 евра ваучери, кои што ќе може да ги употребат како удели во големиве нели мега проекти на државата со приватно јавно партнерство, да се имат удели и право на едно вработување за него или негово дете, или ако не сакаат на берзата да си го продадат по дисконтирана вредност, или ако не сакаат на тој начин, тогаш ќе можат преку нели овие мини еквити фондови во мали и средни предпријатија да направат сопствени проекти, да го анимираат со одличен потенцијал и некој ако има одлична локација да речеме, може да направи некој state of the art спа центар, каде што ќе може да речеме 2 милиона евра е спа центар, државата преку фондот ќе го гледа проектот и ако процени дека е во ред проектот, ќе влезе партнерски со него. Значи, ваучерите ќе ги земе како негов удел, целиот негов личен имот ќе го стави како гаранција и проектот што ќе го прифати фондот ќе биде гаранција, за да заеднички нели државата биде потпора и подкрепа со банкарска со гаранција за да земат ефтини и квалитетни банкарски кредити и да може да го направи тој проект. Државата 5 години ќе го подкрепува, стани падни нели како мало дете додека да проводи, може да сгреши еднаш, два пати и во 5 години ќе има шанса тој да успее и да стане газда, да биде свој на своето, да биде богат граѓанин на оваа држава. Државата ќе му подаде рака, 5-та година ќе мора да му го понуди удел од свој нему, таа 1/3 ќе влезе во тоа нели приватно јавно партнерство во тие мини еквити фондови и ќе мора да се повлече 5-та година ако тој не е способен да го купи, значи со
доминантниот собственик, тогаш ќе го даде на берза на друг собственик, но државата мора да се тргне од бизнисот. Петата година кај маливи и средни бизниси, а кај мега проектите ќе се договориме колку, затоа што државата во принцип е лош стопанственик. Таа не знае да води бизнис. Таа прави загуба, корумпирана е и нормално билда администрација, земете го само МЕПСО, тоа е само извор на мегаломански проекти, тие наместо се бава со дејноста која што е нивна, дистрибуција на електрична енергија, каде што имаат загуби според официјалните биланси нивни од 18 до 23% во дистрибутивната мрежа на пренос на струја, а некој велат дека инсайдерски информации ја кријат стапката од преку 30% загуба, и сега вие процените си некаде 160 милиони евра имаме увоз на струја, кога ќе пројде низ жиците, низ долноводите, 30% испарува во воздухот. Тоа се 50 милиони евра годишно испаруваат низ воздух. За овие 30 години тоа се некаде 1,5 милиарда испариле во воздух заради глупоста на МЕПСО да не вложува во дистрибутивната мрежа, во санација нели на тие критични точки. Тоа мора да го направи приватен инвеститор. Тој ќе си го санира првата година за да тие 50 милиони евра му додат како додадена вредност или екстра профит во теконата година. И затоа мора да оди тоа на бараба на приватно јавно партнерство, да престанат приватни вработувања, да престанат овие однесувања, тоа е јавашлук, вие сега да купувате фотели, мебел од природна телешка кожа, мислам. Во оваа сиромашна Македонија тоа не да е јавашлук, него тоа е уште еден, оние ги нарекуваме white elephant проекти, тоа се мегаломански проекти кои што се буквално јама за корупција, каде што се краде беспримерено повторно денес на сцена, кога еве влада и социјалдемократски сојузи, ќе прашам и вас и комуновската јавност, има ли нешто различно од претходно? Не. Граѓаните и понатаму ќе си останат сиромашни со вакво владење. Ако сакате понатаму да го разглобувам овој проект за Захеј, тој ќе го повлече за маецот да 10.000 годишно од јавна и државна администрација без нито еден да оставиме на улица. Ќе го внесеме во приватниот сектор и тоа да бидат газди. Дали во мега еквити, дали во мини еквити, со мали и средни предпријатија, значи сите ќе бидат газди и ќе си го задржат своето вработување за себе или за своето дете. Кога ќе падне третата година 30.000 администрација од сегашниве 140.000 што се баласт, тогаш ние комотно може да го воведеме концептот на бруто плата. Тогаш работникот ќе знае за што работи, ќе работи за својата плата и тој ќе одлучи, тогаш веќе ќе откочиме за маесот. Не ви кажав дека 1/3 ќе го дадеме ваучери на полнолетни граѓани, износот од нели прибраните средства во фондов, 2/3 ќе се врати во приватно јавно партнерство во овие мега еквити, мини еквити фондови, а 3/3 ќе биде санација 2 годишна на фондот за здравство и на фондот за пензиско, да го подготвиме за конкуренција третата година, кога ќе го воведеме и концептот на брута плата, ќе задржиме минимална стапка на персонален данок, ќе задржиме минимална стапка на здравствени придонеси и придонес за пензиско, за да не го скршиме системот, тоа постепено ќе оди во намалување после третата година и тогаш ќе воведеме третата година слободни здравствени финансиски институции, осигурителни компании кои што ќе влегуваат и ќе ги управуваат парите, тие ќе склучуваат договори со здравствените установи, ќе се ослободи пазарот на и во примарна, и во секундарна, и во терцијарно ниво на здравствена заштита, да едноставно фондот за здравство нема повеќе да биде монопол, ќе се бори и тој на пазарот како да направи профит со своите средства, како да ги придобие нели даношните обврзници да ја купат здравствената услуга од него наместо од приватниот здравствен фонд. На овој начин американскиот модел во минатава година стапката на придонес за здравство падна еве во номинален износ за да е поблиску до гледачите на $40 месечно од платата просечна на американскиот граѓанин. Зборувам за просечна плата, просечно ниво. Тоа во моментот е далеку пониско од номиналниот износ кој што од своите плати македонскиот граѓанин го плаќа за овие ужасни здравствени услуги во Македонија. А американецот за $40 добива пакет на здравствени услуги кои што се врвни. Тоа е втората компонента за просперитет здравството. Третата е образованието и така натаму, значи ќе ги таргетираме компонентите за просперитет за нацијата и државата. Значи третата година веќе растеретени од јавна администрација, од државна администрација, ќе имаме селективен мораториум на вработувања тие 4 години, но ќе отвориме силна перспектива во приватниот сектор со еден силен инвестициски бум при растот на бруто домашниот производ, автоматски номинално и оваа 1/3 од буџет ќе биде поголема со 1/4 од зафаќање од бруто домашниот производ. Значи ние имаме еден стратегиски економски модел кој што е автохтон, изворен, made in Macedonија производ, кој што сме убедени дека со овој вредносен либертаријански
идеолошки пакет и со конзервативниот модел на стопанисување ќе направиме, да не речем Македонија, ќе ја претвориме во економско чудо. Значи, она што го има азијските тигри еден период, сега ќе го имаме, значи, македонскиот лав ќе го разбудиме и ќе го разбудиме соседството. Тоа ќе има влијание и во соседството, зашто тие ќе почнат да учат од нас како се води држава. Ние ќе покажеме и докажеме како се прави економски процут за брз период од 2 изборни циклуса во Македонија. Сигурно има уште многу проекти, но во интерес на времето само да се навратиме и да поразговараме за уште неколку актуелни прашања кои што се нели во моментов во државава. Еве во пресрет на претседателските избори, да ве прашам, лесно ли ќе биде да се избере претседател на држава со ново уставно име и дали очекувате излезност на претседателските избори? Ништо не е лесно во животот, па ни изборот на претседател во Македонија ваква како што ја имаме. Претседателските избори се еден сериозен предизвик, доаѓаат во период или политички моментум, јас го нарекувам, кога ве имате сериозна разочараност кај нацијата во политичките елити, имате сериозно ниско ниво на доверба на јавноста во владата, во било која влада, ако сакате во политичките институции, еве да земеме, нацијата е разочарана, депримирана, значи безперспективноста е на сцена, луѓето едноставно немаат доверба дека било кој, било што може да промени во дадениот политички моментум. Од тука, француска агенција, некаде во периодот од 25 јануари до 2 февруари, по нарачка на една од опозицијските партии, прави анкета на репрезентативен примерок и според анкетата, процентот на неопределени останува ист како анкетата на нели Телма и МЦМС пред нова година, кој што беа околу 44% неопределени, но процентот од 7% против ВМРО и СДСМ од пред нова година нараснува на 26% само за месец и пол, од 25 јануари до 2 февруари. Тоа значи дека овие 44% и овие 26% даваат 70% од нацијата кој што едноставно се основа да може да заклучуваме дека нема да има излезност на овие претседателски избори. По појавата на интегра со нашата величествена конвенција во големата и велелепна Хилтон сала која што ја наполнивме до последно место, ми се чини дека овој процент на неопределени и против и едните и другите ќе расте и тоа сериозно ќе расте со секое наше појавување во јавност. Ние ќе го брануваме морето, компасот е во наши раце, знаеме во кој правец одиме, го гледаме јасно брегот на просперитет за Македонија, за нацијата и за државата и ние газиме цврсто на својот пат и никој нема да не поколеба на тој пат. Со Божја помош ми се чини дека ќе направиме престрт на политичката сцена. Претседателските избори се осудени на неуспех во ваква констелација. Дополнителен аргумент во тој правец оди што и двете партии, имајќи ги овие резултати, кои што патем и двете партии ги чуваат на ниво на државна тајна, но инсайдерски информации ги доставија до нас и ние ги знаеме, ги имаме и во тврда копија. Значи, покажува дека тие се плашат од овој политички моментум во дадениот момент, кога нацијата е разочарана и ќе имаме сериозна неизлезност и во вториот круг нема да се постигне цензусот за нели претседателските избори, нема да имаме избран претседател. Нацијата нека не ја плашат дека Тала Џафери ќе ја презел во полн политички капацитет позицијата. Според устав тој има само технички протоколарни обврски, нема право на ниедна политичка одлука во тој период до распишување на нови избори кои што по закон мора да бидат во рамките од 40 дена. Претпоставувам дека ќе одат заедно со предвремени претседателски избори и од тука е ова сега договарање. На есен, со Божја помош, очекуваме некаде октомври-ноември да има предвремени парламентарни избори, каде ќе има ново отцртување на политичката карта. Вториот аргумент во таа насока е што, ценејќи го овој висок процент на неопределени против едните и другите, тие затоа не отидоа со партиски кандидати, затоа ги повлекоа своите партиски првенци од изборната трка, пуштија наводно непартиски кандидати и од тука, значи, Стево Пендаровски е очигледно партиски кандидат затоа што е носител на партиски функции од СДСМ со години наназад, иако не е член таму. Тоа е на исто фейк информација дека тој не е СДСМ, тој е партиски човек на СДСМ, но истовремено втората кандидатката на опозицијата сега веќе, Гордана Силјановска, си го пропасти својот авторитет за ефтини пари. Таа требаше да оди по моделот
нели, ако има проценка дека огромен е процентот на неопределени, таа требаше на пресконференција да најави своја кандидатура, да собере 10.000 потписи и да чека една недела по собраните потписи ВМРО на конвенција да прифати незе за партиски кандидат. Така ќе беше надпартиска и непартиска, така ќе имаме аргументи да размислуваме во друга насока и како јавност и како опозиција и како политичка партија која што се бори да дојде на власт. Но во овој случај кога таа влезе во партиското трло на ВМРО ДПМН, без да дочека или доживее извинување за злоделата на режимот претходен, чии што последици се уште ги трпи Македонија и ги трпиме со години нанапред, ми се чини дека таа стана замаец со кој што ВМРО ќе се обиде да се врати во живот. Сега ВМРО е сидро која ја влече надолу Гордана Силјановска, наместо да беше обратно, да ја олеснеше тие да беа додадена вредност во незината кандидатура. Но, знаете, ВМРО, ДПМН и СДСМ се гледаат само себе си во големата слика, се ќе згазват пред себе си само тие да дојдат на власт. Од тука ми се чини дека авторитетот на Гордана Силјановска е сериозно низок во дадениот момент, ако не верува во себе си дека можеше да ги анимира неопределените во Македонија, како ние, како неопределени, да веруваме во неа, ако таа не верува во самата себе си. Ако таа очекува подршка од наводно голема партија да застане зад неа, да ги собере потписите, да внесе во Брисел, да го направи ова или она, да собере маса која ќе оди по кампања, тогаш таа апсолутно станала партиски кандидат на ВМРО ДПМН и тука нема ни не од надпартиски или непартиски кандидат. Од тука за интегра, овие избори ќе ги ставиме на игнор, ќе ги изигнорираме. Очекувам дека македонската нација истото ќе го стори, дека нема да имаме излезност во периодот што доаѓа и ми се чини дека со вториот круг веќе тоа ќе биде аларм кој што на сите звона ќе ги најави предвремените парламентарни избори. На крај памет не ми е да помислам дека ВМРО ДПМН ќе се согласи со Социјалдемократскиот сојуз на Северна Македонија и со ДУИ да ја направат таа глупост во собрание да бира. Тоа гледам дека кандидатката го пушта како замаец, како сеење страв меѓу нацијата дека председателот ќе почне да се бира во партиските кулуари. Тоа е тешка глупост и они може да го нарушат балансот во политичкиот систем со еден политички потек кој што ќе има последици. Но што и да направат, на наредните предвремени парламентарни избори се ќе се врати назад во првобитна состојба. Не може да се играат повеќе со нацијата. Нацијата бара потенцијалот на нацијата да излезе, да го изнедри најдоброто од себе си за да владее со оваа држава, а не исти гарнитури, исти луѓе, исти ликови со исти рутини и навики 3 децении да ни се товарат на вратот и да ни брсаат во джебовите, да ни зиркаат во спалните соби, да не осиромашуваат, да ни го рушат достоинството. Ние тоа мора да го прекинеме во дадениот момент и затоа ќе побараме поддршката од нацијата, ќе побараме подадена рака од нацијата да ни помогне да ја скинеме таа црно-бела политичка слика, а нели неуспехот на председателските избори со непостигнување на цензус во вториот круг да биде замаецот кој што ќе го забрза пресвртот на политичката сцена во Македонија и дефинитивно ќе ги прати во историја двете политички гарнитури кои што сакаат нас да не пратат во историја како нација и како држава. И после ова, кажете ми каков председател е потребен на Македонија? На Македонија е потребен стаменит, стабилен, достоинствен, горд македонец. Нека не ми се лутат сите останати на Македонија и треба македонците во својата татковина се почувствуваат гордо и достоинствено. Се дотогаш, ниту албанската етничката заедница, ниту малцинските етнички групи ќе се почувствуваат горди и достоинствени. Ние треба да живееме партнерски на овие простори, треба да живееме сплотено, здружени едни со други. Ако едниот страда, ние треба да подадеме рака. Тоа важи за сите во сите правци. Секогаш ние сме подале рака кога албанската етничка заедница имала проблем и сме застанале рамо до рамо со нив. Очекуваме дека и тие во моменти кога сите од надвора напаѓаат, кога имаме екстреми од дома и од соседството, и тие да подадат рака на македонецот. Така се гради соживот, така се гради еден братски, еден партнерски однос каде што ние ќе имаме доверба едни кон други, едни помеѓу други, да не дозволиме тие екстреми да роварат од натре. Потребен ни е председател кој што ќе знае да тропне на маса пред меѓународната заедница, кој што ќе знае како да се наметне нели пред меѓународниот фактор, да го зачува достоинството на македонскиот народ и на сите граѓани, на секоја душа човечка во Македонија, да биде достоинствен, да биде со подигната глава, со крената глава, не со наведната глава, не со свиена кичма, не со опизмен политика. Ние мора да ја вратиме надежта кај нацијата. Ако македонската нација нема надеж, нека не очекуваат другите колку год да се екстремни дека
дека нема да се роди сила кај македонецот кој што ќе работи на сплотување на македонското национално единство. Ни треба нас морален столб кој што ќе го сака својот народ, кој што ќе работи да престанат овие раздори кај македонците, тие делења, тоа не е единство и така натаму, да го обедини македонецот дома во соседството и во диаспората. Ни треба профил на председател кој што навистина ќе може да погледне нацијата во очи и да рече да, јас сум татко на нацијата, ве сакам и тоа со дела ќе го покажам дека е така. Ако не, свртете се главата од мене и да ме нема од политичката сцена. Ние треба да трагаме по тој потенцијал на нацијата, да го изнедриме тој профил на председател кој што ќе влее надежта кај нацијата, кој што ќе го врати достоинството на нацијата, кој што ќе направи од Македонија навистина држава на среќни и задоволни граѓани, на просперитетна нација, на просперитетна држава, каде што сите ќе се чувствуваат и во Малино Мала, и во Лукар Мала, и во Непроштено, и во Ново село, и во Колешино, и во Банско, секаде низ Македонија ќе се чувствуваат граѓани достоинствени кои што живеат во просперитетна Македонија со крената глава, со достоинство, едноставно насмејане лица на улиците да гледаме, да имаме средена инфраструктура, да имаме богати, среќни и задоволни граѓани кои што постигнале нешто во својот живот и може да речат гордо да постигнав и свој сум на своето во својата татковина. Господин Ристовски, кој е вашиот став? Каде води Македонија последниве 3 децени на политички, економски, образовен план, здравствен, социјален? Во последниве неколку месеци, нели, само во последниве неколку месеци имаше толку многу големи промени, измени, промена на уставно име, објавување на Преспанскиот договор без подпис од председателот на државата и ред други работи. За жал, моја длабока жал и големо разочарување, не само моја и на нацијата, Македонија оди длабоко во пропаст. Немој да мислите дека ова месечно задолжување од 780 милиони евра или 800 отприлика милиони евра, скоро не цела милиарда на годишно ниво, ќе застане. Не, ние еве и вчера имавме аукција на благајнички записи, државата повторно се заложи со околу 617 милиони евра за да врати стара обврска. Тоа не е враќање на долг, тоа е сервисирање на долг. Економистите знаат што зборувам. Че ова е сервисирање на долг, ние уште не сме почнале да го враќаме долгот, долгот расте непремерено, тоа е јамка околу вратот на секој еден од нас. Нема тука економски замаец, поготово што немаме визија, немаме идеја ни кај ВМРО, ни кај СДСМ дека нешто може да направи пресвртна политичка сцена, да го покрене тој економски замаец, да направиме додадена вредност за општеството. Македонија оди надолу по сите основи, ако сакате. Еве само неколку елементи ќе кажам за крај, да доближам до граѓаните дека ние сме во сериозна сива зона на опстанок како нација и како држава. Македонија, семејството ни се распаѓа. Процентот на разводи, на развод на брак во последниве 10 години се зголемува некаде 3,5 пати, според официјални податоци. Второ, бројот на абортуси расте непримерено, не само легалните, него и илегалните абортуси. Тоа значи дека овој народ не си го цени своето потомство, тоа е лош знак за Господа. Благословот од Господа не може да го добиеме ако ние не го сакаме потомството кое што е благослов од Господа. И тоа е првиот благослов кој ни го вети Господ во Библијата. Понатаму имаме највисок процент на случаи на тешки депресии во Европа. Имаме највисока стапка на употреба на антидепресиви во Македонија. Тие се ми се чини дури на високото второ место во неколку години наназад се менуваат прво или второ место во износот на средства што Фондот за здравство ги употребува за антидепресиви. Најголем процент на рецепти издадени на нацијата за лексилиум и диазепами и за разни антидепресиви во државата. Тоа кажува дека нацијата ни е сериозно болна. Процентот на рак е највисок во Европа како пораст во изминативе години. Ние имаме сериозно висока стапка на пораст на случаеви на рак во изминативе години во Македонија. Тоа кажува дека по сите основи, по првиот основ имаме немир во семејствата, браковите семејствата се распаѓаат, потомството го нема, нацијата ви е болна. Како вие можете да одите напред ако нацијата ви е болна? Вие не можете, нацијата е најголемиот ресурс, човечкиот фактор е еден од најголемите ресурси во една држава. Младите ви се иселуваат и тоа високо образовани кадри ви се иселуваат. Ние мора да направиме пресврт за да го сопреме тој процес. Имаме највисок процент на самоубиства во Македонија. По сите основи ние предничиме на сите листи во Македонија, освен на листите на среќни и задоволни граѓани, на просперитетна нација и држава, на листи на наречеме животен стандард.
Нема среќа и радост во лицата на нацијата. Нема, едноставно нацијата тоне, ви се разболува, немирот ви е внесен. И вие се борите за избори. Двете партии 30 години ја отепаа нацијата и сега тие ќе излегуваат на избори, ќе нудат нешто ново. Па нема ново од стари ликови, од стари рутини и навики. Едноставно нема, нацијата нека не се надева дека ВМРО, ДПМН и СДСМ ќе направат пресврт. Никаков пресврт нема, ќе ве лажат, тоа се само фейк политички пропаганди кои што ќе излезат на политичка сцена. Не можете од нив да очекувате ништо ново. Барајте ново за да добиете ново. Со старото не се добива, и Библијата вели. Во старо, изветвено, руво, крпено, немаш да ставите ново вино. Ново вино се става во нови бочви, во нови руна. Значи, новото вино мора да дојде во нови бочви. Чи на политичката сцена мора да изнедриме ново. И нацијата мора да трага по тоа ново, да се охрабри, да одважи и да подаде рака таму каде што ќе ја стекне довербата. Значи, тие политички гарнитури што таа политичка партија што ќе ги освои срцата на нацијата, не за да ја подадат рака и да ја даде шанса да направи пресврт на политичката сцена. Ако процена дека знае, може, уме, има програма, има платформа, има тим, има знаење, умење, визија, има интегритет, морален столпе, да направи пресврт на политичката сцена и ќе очекуваме таква шанса од нацијата и ми се чини дека Интегра исполнува огромен дел од овие очекувања на нацијата и јас се надевам дека ќе допреме до срцата на нацијата, дека ќе влеземе во визирот на нацијата и дека ќе ги заинтригираме да размислат, да прочитаат нашата платформа, да видат што ние нудиме, да се сретнеме лично да разговараме тет-а-тет, да не запознаат кои сме, што сме и дали искрено ние говориме или не. И ако ја стекна довербата да се ослободат целосно, ние конечно мора овој црно-бел филм да го напуштиме. Светот одамна живее во едно убаво шаренило на просперитет, го шетаат целиот свет, децата си ги носат на Диснеленд во Париз или било каде. Ние мора да дојдеме до политичка констелација во Македонија која ќе отвори нови перспективи за прогрес, за просперитет, за среќни и задоволни граѓани. Господин Ристовски, само ще да прокоментираме две-три прашања така на кратко, нели во интерес на времето. Промената на уставното име на нашата држава донесе промена на имења на стотина државни институции. Но дали промената на името ќе биде доволна за Грција веќе да не го условува влезот на Македонија во НАТО и ЕУ? Или ќе бара многу дополнителни? Јас сум професор на разрешување конфликти. И во теоријата за разрешување на конфликти, ниедно политичко прашање, внатре или надвор, сакате со соседите или со било кој меѓународен соперник, не е разрешено додека прашањето не го таргетирате во неговата срж. Коренот на проблемите што го имаше Грција со нас, и што го има Бугарија со нас, и што го има се уште Грција со нас, е во постоењето на македонската нација, постоењето на македонскиот идентитет, постоењето на идејата за македонизам, постоењето на македонскиот јазик како основа идентитетска определба, постоењето на македонската култура, значи постоењето на се македонско, но дополнително тоа македонско да биде носител на државноста во Македонија. Значи тоа е проблемот кој што ние не го разрешиме со договорот со Преспа, ниту со уставните амандмани, ниту со спогодбата со Бугарија. И понатаму Грција не ја признава Македонија како Македонија, значи според договорот ние не смееме да се наречеме Македонија ниту надвор, ниту дома во официјални државни институции, што е понижување на јавна цена од невидени размери, во светски размери, цел свет ни се смее. Како ова го дозволивме? И ова е на ниво на велепредавство и тоа еден ден ќе мора да помине низ кривично правна процедура. Чи не е ова закана, но е ова сериозно размислување дека овој процес ќе мора да помине низ една кривично правна процедура да се утврди дали е или не е велепредавство според постојните законски прописи во Македонија. Второ, понатаму, вие и ден денеска гледате дека иако стои македонски јазик во Преспа, еве НАТО некна објави, внимавајте, во групата на јазици имате Croatian, Slovenian, не знам каков, и доаѓа место Macedonian, mac.lang. Значи mac.lang. Што тоа вас ви кажува? Дека ни НАТО не ве почитува, направите пресврт со Преспански договор, сменивте устав, се понижите до колена, до дното го допревте. И повторно нема Macedonian во НАТО. Нема ни во Европска унија. МК. И на што личи тоа, кажете ми?
Докаде не доведе таа непримерена пизмен велепредавничка политика на Заев и на Социјалдемократскиот сојуз на Северна Македонија, дотаму не доведе. Значи, да мораме македонските институции во Македонија да не можеме да ги наречеме македонски. Нели е тоа срамота? Нели е тоа срам за нацијата? Нели е тоа отворена рана која крвари? Дали тоа го сваќаат дека е класично велепредавство на нацијата? Вие да кажете дека македонците во Грција говорат друг јазик различен од вашиот, а сте свесни и знаете дека тоа е истиот јазик, дека го чувствуваат истиот идентитет во етничка смисла, дека се нарекуваат себе си македонци, дека пеат македонски песни и играат македонски ора. Што е ако не е велепредавство? И тој за малку ќе беше кандидат за председател. Докаде дојде ова Македонија? Че ние мора да се свестиме на вистината, да ја погледнеме во очи. Ништо не е решено ниту со спогодбата со Бугарија. Се додека Бугарија не свати дека постои македонска нација, која што има полно право да биде државотворна во својата сопствена татковина, дека постои македонски јазик кој што е различен од бугарскиот, дека постои народ кој што е различен од бугарскиот, кој што се определил себе си да се идентификува во етничка смисла како македонски, тогаш тие мора да го почитуваат тоа и мора да го прифатат. Не може да се прават, да не употреба непримерен збор, да се прават, ајде да не кажам лош збор, непримерени еве во нивната позиција и да не признава дека овде постојат македонци. Па јас сум македонец 6 генерации наназад, по име и по презиме ги знам луѓето. Јас сум така задоен од татко, од мајка. Не може Заев вчера во дебатата да каже дека ние сме македонци од средината на 19 век, мајката. Што е оној македонски лексикон на почетокот на 16-тиот век, 1590 година, во Париз печатен, кој што јас го имам и во оригинал го имам во Париз во музеј. Таму има македонски зборови, милион, кои што ден денес ги употребуваме, а се различни од српски, грчки, бугарски или било какви. Кој бил тој македонски лексикон во 16-тиот век? Чиј бил тој лексикон? Како зборувале луѓето претходно? Ние сме се појавиле туку така во 19 век? Не, тоа е уште една фейк измама на Заев и на владата на Социјалдемократскиот сојуз. И ние ќе ги соголиме на следните избори. До коска ќе ги соголиме во нивната глупост. Ова е глупо што се случува. И не може да остане таа глупост на јавна сцена. Ние во платформата имаме сијасет на иновативни решенија како да го ресетираме процесот, како да влијаеме на затворање на критичните точки, што тоа ќе го внесеме во зона на мрзнење или мораториум и така натаму, се додека меѓународни кривично правни и така натаму институции не одлучат дали е тоа така или не, ќе го оспориме по сите основи. Ако ни даде доверба нацијата, допрва ќе имаме ресетирање на процесот, нека не се разочаруваат. Има Македонија и ум, и знаење, и разум, и интелектуален потенцијал да направи пресврти во овој дел на политичката сцена. Ќе најдат ли претениците решение на прашањето за СЈО, кое што доби статус надлежности во рамките на предлог законот нели за јавно обвинителство? Многу жал, но тоа е еден извонреден институционален екземплар кој што ја промаши својата позиција за релативно краток временски период. Од високи 70 и нешто проценти подршка тие падна на ужасна ниска едноцифрена подршка во јавноста. Тие не ја оправдаа својата улога. Значи се сериозно и страшно разочарување во македонската јавност. Значи силни средства беа фрлени, силно доверие им беше укажано и тие од тоа не направија ништо. Ниту успеа да се справат со криминалот на претходниот режим, ниту извадија на површина случаи со материјални докази дека навистина се случувало грабеж непримерен на нацијата и се случувала злоупотреба на системот од историски размери и така натаму, дека се владеело со јавашлук, се владеело со мегаломанија и така натаму. Значи и тие покажаа дека јас не можам да обвинам дека се корумпирани, но наглиот пресврт да тие потпаднат под политичко влијание на владата на Заев, Социјалдемократскиот сојуз, им го урниса авторитетот во јавност и прашање дали треба да продолжат да постојат такви какви што се сега. Но, знаете, специјално јавно обвинителство и беше потребно на Македонија додека не се завршат сите истраги и сите случаи не се затворат на висок профил на политички криминал и злоупотреба на системот. Значи, специјалните обвинителства се формираат во држави и во политички системи каде што нормалните јавни обвинителства, државни јавни обвинителства немаат сила или се веќе подолго време под политичко влијание да се справат со тие предизвици на
нели криминал од висок политички профил. Затоа се формира специјално јавно обвинителство и му давате висок профил како институција, позиција која носи висок профил како институција, за да разреши висок профил на политичка злоупотреба на системот. Тоа се обично нели премиери, вице-премиери, министри, влади и така натаму. И ова специјално јавно обвинителство за моје нели длабоко разочарување, за моја длабока жал, не ја оправда својата позиционираност како високо профилирана институција во системот. Од тука мислам дека они многу лесно ќе се договорат меѓу себе. Тие и сега си се испазарија, влегува заедно во танго со ѓаволот, си ги делат помеѓу себе криминално, нели, украдените пари за целиот период на назад. Сега е рекетот на сцена. Сега ќе излезе една нова елита на нови богати, нели, политичари или дополитичари и роднини и така натаму. Значи имаме само една прераспределба, ние се наоѓаме како Македонија во времето на Америка или западните нации во она рана првобитна акумулација на капиталот, каде што краденото се распределува по принципот на рекет меѓусебно и така натаму. Значи ова е една ужасна ситуација. Значи ова покажува дека овие го третираат народот како нешто, не знам, да не употребам еден лош збор, значи ужасно ниско мислење има за нацијата и за народот што вака се однесуваат веќе 3 години. Но јас велам дека нацијава знае да изненади. Уште Шекспир на времето рекол дека на кратки патеки можеби народот умее да сгреши, но на долги патеки народот секогаш мисли со своја глава. Дури имаме и во науката еден пример со шарените бомбончиња, каде што е докажана теоријата на wisdom of crowd, се вели мудроста на толпата. И јас мислам дека созреано е времето на наредните предвремени парламентарни избори да нацијата изненади, да мудроста на нацијата излезе на површина и да покаже и докаже не само на овие политички елити кои што ја злоставуваат нацијата и државата веќе 3 децении, туку и на меѓународната јавност да покаже и да докаже дека еве македонците се тие што ќе одлучат кој ќе владее со Македонија пред што доаѓа. И ако донесат стамените политичари кои што ќе знаат во очи да ги погледнат странците и да им речат до тука е вашето, од тука е нашево, ми се чини дека Македонија има надеж. Мислам дека ќе отвориме перспективи и за просперитет, и за прогрес на секоја индивидуа поединечно да се почувствуваат задоволни свој на својата татковина. На почетокот на емисијата спомнавме дека Интегра Македонска конзервативна партија ќе биде промовирана во Куманово. Господине Ристовски, кои се пораките кои што ќе ги упатите од Куманово? Очекувате ли одзив од граѓаните? Па еве, ако овде излегуваме со едно ниво на информации, во сабота со нашите драги кумановчани ќе споделиме уште едно дополнително ниво на информации, ќе одиме во детали, сакаме една интеракција со граѓаните на Куманово, ќе одговараме на нивни прашања, ќе слушаме нивни совети, сугестии и насоки, сакаме да го слушнеме гласот на народот. Едноставно сакаме да споделиме се што имаме, ние сме како еден непресушен извор на нови визии, на нови начини како да изместиме нели политичкава клима во Македонија, како да се допреме до срцата на нацијата, како да ја стекнеме довербата на нацијата. Тие ќе ни дадат дел од својата мудрост, ние ќе размелиме дел од она што е наше знаење и искуство, ќе дојдеме со една цела екипа, првенција на Интегра и така натаму. Патем можам да споменам дека лидерските тимови на Интегра се отворени. Ние постојано примаме нови заинтересирани да се вклучат во работата на Интегра. Нормално, секој што цени дека има потенцијал во него, има личен потенцијал да биде додадена вредност за општеството, вратите на Интегра се отворени. Ние ќе трагаме постојано по потенцијалот на нацијата, ќе бараме заеднички да го изнедриме најдоброто од нацијата, најдоброто за Куманово, да го изнедриме за да може конечно кумановчани да имаат рајска градина во своите дворови, да имаат рајска градина по улиците и на плоштадите, да биде сето тоа осветлено, да биде сето тоа раскошно убаво, да сите тие се чувствуваат богати свој на своето, да сите имаат мали и средни бизниси со кои што ќе може да одговорат на амбициите на своите деца, ќе отвориме перспективи за секоја душа човечка. Значи тоа искрено го велиме, во сабота тоа ќе го изложиме и постојано во средби со граѓани тет-а-тет, просториите на партијата на Интегра во трговскиот центар Палома Бјанка во центарот на Скопје се отворени постојано, врв улица од луѓе доаѓаат, се интересираат, прашуваат, ние одиме низ градовите, ги посетуваме населените места, растеме при секоја наредна посета. Ја очекувам дека ќе бидеме еден шмек на политичката сцена кој што ќе направи еден сериозен потрес. Многумина рекоа дека доаѓа новото политичко цунами
и многумина ќе треба да се припазат од тоа цунами или ако не барем да се приклонат за да навистина па и тие научат, можеби не знаеле како се води нација и држава во прогрес и просперитет. Господин Ристовски, ви благодарам уште еднаш за вашето гостување, ви посакувам успех на политичката сцена. Има уште многу теми за разговор, но во интерес на времето останува отворена поканата за некоја следна прилика. Така, ви благодарам и вам за укажаното гостопримство, за можноста да гостувам во вашава ценета емисија и телевизија и јас се надевам дека допревме до граѓаните, дека отворивме некоја нова визија, дека ја заинтригиравме јавноста. Очекувам дека повратно тие и понатаму ќе прашуваат и ќе разговараме едни со други и ќе ја прифатат нашата подадена рака да влеземе партнерски во овие процеси кои што ние ги нарекуваме процеси на преродба на нацијата и на државата или процеси на новата македонска ренесанса во на прагот на третата деценија од 21 век. Ви благодарам. Благодарам. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија Плюс. Се гледаме следниот петок. Пријатна вечер.